Ке се зголеми ли минималната плата пред законското осогласување во март следната година? Одговорот на ова прашање најверојатно ќе се знае следниот понеделник, за кога е закажана нова седница на Економско-социјалниот совет, каде средба ќе имаат владини представници, синдикати и работодавачи. Од владата остануваат на ставот дека секој договор помеѓу синдикатот и бизнис заедницата во однос на зголемувањето на минималната плата ќе го почитуваат. Доколку се договорат за промена на постојаната формула, се договорат за повисока плата, ние како влада тоа ќе го испочитуваме. Се додека не се договорат, ние имаме закон кој што мораме да го почитуваме и некаде према тој закон, према предсметките оние кои ќе бидат направени, зголемувањето на минималната плата треба да достигне од 1700 до 2000 денари отприлика. Ова не е зголемување, туку законско усогласување со трошоците за живот, демантираат синдикалците, кои не се откажуваат од зголемување на минималецот надвор од рамките на законското решение. Плата за живот не треба калкулација, не трочленно, четиричленно семејство, кошничка, ваква, онаква, не, него плата за живот и минимална плата да се покачи на 500 евра. И кој ќе рече некој, зошто барате од премиерот или зошто барате од централната власт? Бидејќи законот за минимална плата го носи влада, не го носам јас. Значи има многу работи, ситници што може да се средат, меѓутоа пак кажам, мора да се има волја да се среди ова. Меѓутоа мора да се охрабрат и работниците и граѓаните да ги натераме тие што се на власт за работат. Верувате, јас еве како синдикат, што синдикат? Ама ми се јави управзаматични книги. Ти бе што правиш таму, ние плата ова, оп. И ако не побарат они се да биде реален, ќе одам ќе правам ти колку плата земеш, сакаш да штрекуваме, го нема никаде. Али некој ако седеш на таа функција и ти речи алармира дека ти си тој што треба да решиш, па ќе решаваш господине. Затоа си тука. Затоа си платен па најпосле. Инаку Македонија и понатаму останува на дното во регионот по минималната и просечната плата. Од следната година, минималецот во Србија ќе скокне на 550 евра, во Косово ќе изнесува 500 евра, додека во Албанија 515 евра. Од нова година, минималната плата ќе се зголеми и во Бугарија и таму ќе изнесува над 600 евра. Македонските работници останаа единствени во регионот што земаат минималец под 500 евра.